Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Сите луѓе речиси и сите се во потрага за Бог. Дали си на вистина заинтересиран за Бог? Дали вистински го бараш? Постои ли некоја препрека меѓу тебе и Бог? Доколку сакаш да го запознаеш Бог, прво мора да се обратиш кон оној кој рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај татко ми освен преку мене. Евангелие според Јован, 14 глава, 6 стих. Тоа се зборовите на Исус Христос. Тоа е Божја објава за спасение на човештвото. Но не е доволно да речеш го барам Бог. Потребно е да сватиш како и на кој начин да го бараш. Поради која причина ти го бараш Бог? Прво, постои љубопитност. Значи, не мешај го поимот барање со љубопитност. Тој, што е само љубопитен за Бог и духовните нешта, тој нема никогаш да го пронајде Бог. Неговото трагање лесно, а и често пати ќе биде насочено кон други работи. Неговата желба набргу ќе ја снема, бидејќи неговата љубопитност се појавува заради неговиот природен карактер, што во одредени моменти има интерес за различни нешта. Например, ако некој негов пријател се обрати кон христијанството, кај таквиот човек ќе се појави љубопитност за да дознае што е тоа што ги предизвикало промените кај неговиот пријател. И навистина во некои случаеви, оваа причина често пати Светиот Дух ја искористува за да предизвика вистинско барање кај љубопитниот човек. Потоа има луѓе кои го бараат Бог на интелектуален начин или интелектуално испитување. Тие се склони да се представуваат себе си како трагачи по вистината. Ваквото барање не е вистинско барање на Бог, туку интелектуална гимнастика која не донесува задоволство. Таквиот трагач, барач, може да биде вистински искрен и сериозен, но тој никогаш не е очаен, бидејќи неговата потреба е интелектуална, а не духовна. Всушност, таквиот не го бара Бог, но бара знаење и пофалби. Бог му зборува на човекот преку умот, за да може да дојде до срцето. Важно е да се знае дека христијанинот не го отфрлува разумот, но е свесен за неговите ограничени можности. Потоа има луѓе кои го барат Бог само за мир, за да имаат умствен мир, душевен мир. Тие го бараат Бог како одговор на нивните брачни, семејни или други емоционални проблеми. Тие се свртуваат кон Бог само во најкритични моменти, исто како кога би се свртеле да земат аспирин за главоболка. Кај овие луѓе не постои свесност за нивниот личен грев. Тие се сметаат за добри и жалат што ниме им се случуваат такви проблеми. Тоа што тие го бараат не е спасителот, туку ја бараат својата емоционална патерица, како можност преку тоа да се скријат од Бог. Човекот изнајдува и во најтешките моменти начин како да се скрие од Бог. Некој може би повеќе ним ќе му обрнува внимание отколку на љубопитните или на интелектуалните, но сепак е сигурно дека ни овие нема да го пронајдат Бог, бидејќи постои голема разлика помеѓу мирот на умот и мирот со Бог. Постои едно вистинско трагање и барање на Бог. Тоа е длабоко копнење за Бог. Тоа е единствениот начин како да го пронајдеме Бог. Пророкот Еремија запишал: Ќе ме барате и ќе ме најдете, ако ме побарате од се срце. Човек кој од се срце го бара Бог, го бара заради тоа што ја согледува својата душевна состојба. Таквиот знае дека е грешник и дека го навредил својот Бог. Но, дали ти пречи кога ќе те наречат грешник?
На вистинскиот трагач тоа нешто не му смета. Таквиот во општеството во кое живее можеби е доста почитуван, ценет од своите сограѓани, но пред Бог и пред себе си знае дека е лош и дека има потреба од спасител, од спасение. Со такво трагање тој ја разоткрива својата вистинска потреба од Бог, бидејќи ја согледува својата очајна ситуација и бара можност за помилување и опростување на своите гревови. Разликата помеѓу овој човек и од претходно спомнатите е таа што тој вистински го согледува проблемот. По природа тој е можеби љубопитен, интелектуалец или има емоционална нестабилност или воопшто нема такви проблеми. Како и да е, тој човек знае што бара, копне да изнајде правилно решение за своите проблеми барајќи го во Бог. А тоа што бара е да биде оправдан од своите гревови, да му се простат гревовите, бидејќи го измачуваат. Таа разлика меѓу него и претходните нема никаква врска со неговиот темперамент, способност, потекло и така натаму. Туку тоа е видливо сведоштво на Светиот Божи Дух во неговиот живот. Тој иеко поминува низ болно искуство, има можност преку Божјата милост да добие спасение. Значи, љубопитниот нема да има корист од таквото трагање. Интелектуалецот исто така нема да има. Трагачот по умствен мир од се она што го бара, може да има и корист ако види дека неговиот проблем може да се реши со тоа што ќе побара спасител. Тој мора пред се да разбере дека и кога не би ги имал емоционалните проблеми, сепак го има проблемот со гревот, дека овој проблем може да го отстрани само Господ Исус Христос. Затоа се молиме ние за секој кој има длабоко копнење за мир со Бог, да може да го пронајде Спасителот на светот, како што Самарјанката рече: дојдете и видете да не е тој Спасителот на светот. Библијата вели: барај го Бог додека може да се најде, повикувај го додека е близу. Нека безбожниците ги напуштат своите патишта и лошите нивните мисли и обратете се кон Господ нашиот Бог и тој ќе ве помилува, зашто е многу милостив. Ова стои запишано во книгата на пророкот Исаија, 55 глава, 6 и 7 стих. Кои се блаженствата на тие што ќе станат христијани? Ако станам христијанин, ќе морам да се откажам од многу задоволства. Често пати на овој начин размислуваат тие кои се во потрага за Бог. Но вистината е таа дека секој кој се откажал од нешто заради Бог, за возврат добил многу повеќе. Доколку некој размислува на овој начин, тој приличи на човек кој долги години накривнувал со едната нога, а во себе си велел: ако се излечам, ќе треба да се откажам од своите патерици. Во една прилика апостол Петар му рече на Исус: ете, ние оставивме се и по тебе одиме. А Исус им одговори: вистина ви велам, нема таков што оставил куќа или браќа или сестри или татко или мајка или жена или имот заради мене и Евангелието, а да не примил и во оваа време 100 пати повеќе, а во идниот век и живот вечен. Ова вистина се потврдила во животот на апостол Павле, кога рекол: но тоа што беше за мене придобивка, поради Христос го сметав за штета. Затоа сметам дека и се друго е штета спрема преважното познавање на Исус Христос, нашиот Господ, поради кого се одреков од се, и се сметам за безсмислено, само да го придобијам Христос. Ова стои запишано во 3 глава од Филипјаните. Пред да се обрати Павле, или наречен Савле од Тарс, како што тогаш бил познат, бил млад човек со огромни способности. Неговото потекло било безгрешно, така да речеме. Така што според други изјави од неговите писма, бил водач во неговиот круг. Но откако се обратил,
Ситуацијата се изменила и настанале тешки периоди во неговиот живот. Тие тешкоти ги доживувал заради името на Исус Христос, така што во многу случаеви бил тепан, камшикуван, исмејуван и смртно ранет од разбойници и непријатели на Евангелието. Некој ќе рече каква штета за Павле. Подобро би му било да си остане онаков каков што бил порано. Но Павле не размислувал на таков начин. Туку напротив, тој со задоволство зборува за прогонството и познавањето на Христос. Може би во моментов, додека ова го слушаш, не можеш да сватиш што мислел Павле. Но ако навистина го бараш Бог, нема да одмине долго време кога оваа Павлова изјава ќе стане твое лично сведоштво. Тогаш ништо не може да се спореди со радоста што ќе ја добиеш во твојата душа. Ќе станеш Христов следбеник, исполнет со душевен мир и спокојство. А ти токму тоа го бараш. Христијанскиот живот е проследен со одредени потешкоти и проблеми заради Исус, но придобивките, благословите далеку повеќе ги надминуваат. Имајќи предвид следниве придобивки. Имаш опростени гревови заради Исус, мир со Бог, нов живот, сигурен рај, вечно блаженство, нови размислувања со нов поглед кон светот, сигурност во себе. Би можеле уште многу благослови да редиме на оваа листа, но овие неколку се содржајни, најглавни, најдлабоки потреби на човекот, што се доволни за да го направат среќен дури на оваа земја. Најголемата работа што може да ти се случи во животот е да станеш вистински христијанин. Во овој век живеел многу познат научник од Шкотска по име Джеймс Симпсон. Тој направил многу важни медицински откритија, меѓу кои и употребата на хлороформот, како прв анестетик. Кога јавно бил запрашан кое е неговото најголемо откритие, тој без двоумење одговорил: тоа дека имам Спасител. Истиот човек рекол: во Исус ќе најдеш Спасител, придружник, советник, пријател, брат кој те сака, со многу поголема љубов, отколку што човечкото срце може да замисли и разбере. Нека Господ ве благослови, почитувани слушатели. Амин.